Добре дојдовте во новата авантура на Теди со наслов Теди и принцезата. Денес мечето Теди ќе има гостинка. Ќе дојде убавата принцеза од една далечна земја од приказните. Таа има долга црна коса и крупни сини очи. И секогаш носи кратки шарени фустанчиња со ситни бели цветчиња. Теди многу сака да се дружи со принцезата. Затоа тој побрза да ја подсреди собата со играчки. Дали знаете што значи тоа? Па сите играчки треба да бидат на своето место. Да имаше Теди волшебно стапче и да замавне нагоре, па надолу, да каже абракадабра и секоја играчка да биде на своето место. Но Теди не е мрзливо мече, иако е малку нетрпеливо, а и немаше многу нешта за редење. Па така, трите мали кадифени мачиња ги нареди на горната полица според должината на нивните опавчиња. Хајде да видиме кое маче има најкратко опавче. Така е, црното маче има најкратко опавче. Теди има и 6 војничиња со различна висина. Прво постави 2 високи војничиња на полицата, па потоа уште 2 повисоки и на крајот беа последните 2 највисоки војничиња. Тенкото јаже за скокање го врати во кошницата за играчки, додека дебелото јаже го закачи на клинецот над зидот. Речиси беше готова. Но прво да видиме кои се 2 најниски војничиња. Точно така, 2 најниски војничиња се наоѓаат од левата страна на редот. Потоа, Теди донесе од кујната еден сад, кој го наполни до половина со вода и 2 празни чаши. Во една чинија стави 5 колачиња. Садот и чинијата ги стави на масичката близу до прозорецот. Така ќе можат Теди и принцезата да ги гледаат и бројат облаците додека се гостат. Леле колку ќе биде убаво. Хајде да видиме што се наоѓа лево, а што десно од масата. Повторно погодивте. Лево од масата се наоѓа убавата принцеза, а десно од масата е мечето Теди. Но ајде да пресметаме колку облачиња се гледаат на небото. Точен одговор. На небото се гледаат 3 облачиња. А ако Теди изеде едно колаче и принцезата изеде исто така едно колаче, колку колачиња ќе останат во чинијата? 2, 3 или 4?
Така е, во чинијата ќе останат 3 колачиња. Денешната авантура на Теди заврши. Она што ни се чини најтешко, станува најлесно кога се сработува со љубов и трпение. Се гледаме во следната авантура на Теди.